Владата и Министерството за култура знаеле дека со години се злоупотребуваат народни пари преку Агенцијата за филм, но зошто не мрднале со мал прст за тоа да го санкционираат или спречат е сериозна дилема. Истражувањето на ТВ Алфа открива непотизам и клиентелизам, корупција, непочитување на законите, оштетување на државниот буџет, како и серија други нерегуларности во оваа агенција, утврдени при инспекциите од Министерството за култура, преку Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Ги добивме извештаите за работењето на Агенцијата за филм во изминатите 5 години. Период во кој со неа директорувал Горијан Тозија, Бојан Лазаревски и сегашниот Владимир Ангелов. Владата не ги усвоиваше извештаите за работа на Агенцијата за филм, ниту согласно негативните мислења на Министерството за култура преземаше конкретни действија за директорот и управниот одбор. Извештаите владата ги разгледуваше како материјал за информирање, што е спротивно на Законот за филмска дејност. Според извештајот, најголем дел од прекршоците се случиле додека со Агенцијата за филм шефувал Бојан Лазаревски. Пред да стане директор, тој претходно беше член на управниот одбор на оваа институција. Народните пари доделени на оваа агенција за продуцирање домашни филмови се раздавале, а ретко кога имало нови филмови и детални извештаи за потрошеното. Според законите, ако продукцијската куќа не доставува извештаи или воопшто не сними филм, парите треба да ги вратат назад во државниот буџет. А за тоа, дали праќа извештаи, дали тие извештаи потврдуваат дека државните пари се соодветно употребени или пак дали се вратени парите, контролата ја врши токму Агенцијата за филм. Законска надлежност, која според Министерството за култура не ја извршувале доследно. Констатирано е и дека некои проекти се платени и до 90% од сумата уште на почетокот на снимањето, а истите не се ни прикажани. Агенцијата за филм не води ажурна евиденција за реализација на филмските проекти и нетранспарентно и без почитување на законските обврски врши исплата на продуцентските куќи. Агенцијата исто така не ја следи важноста на банкарските гаранции. Во меѓувреме, дел од засегнатите, кои трошеле народни пари, а при тоа, според Министерството за култура, дел ги добиле на крајно сумнителен начин и со години не доставувале извештаи како ги трошат, почнаа да креваат прашина во јавноста, веројатно во обид да ја дефокусираат. Меѓу нив се најдоа имињата на првите луѓе на Друштвото на филмски работници на Македонија, како и фестивалот Браќа Манаки.